Добар ден, почитувани, ова е стартот на магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Денеска ќе зборуваме за најчестите деформитети ке градниот кош што се явуваат во детска возраст. Во влечениот или пак испак надграден кош, меѓу народот познат како кокошкини гради или чевларски граден кош, се деформитети што обично се явуваат кај машките членови во семејството, но се забележува и кај девојчињата. Дали овој проблем е стекнат или е наследен? Постои ли начин за негова корекција? За оваа тема денес разговараме со доктор Маја Каличанин-Марковска, специјалист по ортопедија во Аџибадем Систина. Разговорот ќе го проследите по рекламниот блок. Се гледаме набрзо во студиото. За најчестите деформитети на градниот кош во денешниот магазин за родителство 0+ месеци разговараме со доктор Маја Каличанин-Марковска, специјалист по ортопедија во Аџибадем Систина. Докторке, добре ми дојдовте во студиото на Телма. Добар ден. Добар ден, добро ве најдов. Поздрав до вас и до вашите гледачи. Секогаш ми е задоволство да гостувам кај вас во емисија. Докторке, кои се најчестите деформитети што може да се јават на градниот кош во детска возраст? Најчести деформитети во раната детска возраст најчесто гледаме назначени или повиени ребра кон напред, но после втора, трета, пета година веќе оние класични, да кажам, деформитети, длаб надграден кош и испак надграден кош можеме да ги видиме, иако за среќа не се толку многу чести, а и тие што ги гледаме се од лесен степен. Тешките форми на овие деформитети, за среќа, пак ја кажам, многу ретко ги гледаме. А ги познати ли се причините зошто се јавуваат? Еве да речеме, оние деформитети што се забележуваат кај бебињата со ребрата, кога тие се испакнуваат на надвор. На што се должи тој проблем? Тука наследност некоја немаме во тој дел. Најчесто тоа е заради брзиот раст во текот на доеначката возраст. Некои дечиња и сега со нови, како да кажам, со новиот начин на исхрана, мајките не секогаш има доволно млеко, не се внесува доволна количина на D-витамин, дали со преку млекото, дали со суплементите. Децата, некои од нив многу брзо растат во тежина и во висина и во текот на првата година. Ако земеме дека во првата година едно бебе ќе порасне 25 до 30 сантими во должина и ќе се ја триплира, ако не и повеќе, учетворостручи родилната тежина, ние никогаш во животот толку брзо нема да пораснеме во една година, како во таа прва година. И нормално, ако немаме доволен внес, ако тој внес не го следи овој интензивен, фантастичен, да кажам, раст и развој, тогаш се јавуваат некои знаци на недостаток на D-витамин. Еден од тие е и ова со ребренцата. Значи може како малку поширок граден кош, испакнати ребренца кон надвор, иако недостаток на D-витамин ние и во други знаци гледаме. Широка фонтанела, меко главче ќе биде, сега класични, да кажам, бројаници не сме виделе како за рахит кој зна од кога, благодарение на тоа што свеста е подигната, дека треба да се дадат суплементи, дека суплементацијата започнува веднаш по излегувањето од родилиштето. Посебно со овој D-витамин, значи започнува 8 веќе ден 9 од раѓање. Но некогаш ке некои бебиња потребата за овој D-витамин е поголема. Апсолутно е поголема од она што нешто како стандардна доза го даваме. Значи, ако некој дете на 5 месеци или 6 има веќе 10 кила, ние не можеме да му дадеме таква мала доза, ќе му дадеме доза следствено и неговата тежина. А доколку се даде потоа соодветна доза и се надокнади оној дефицит со витамин D, ќе се повлече ли овој проблем со ребрата? Да, реверзибилна е ситуацијата, значи дури и во текот на растот на детето понатаму некогаш деца кои што се гледа дека високи ќе растат. Тоа е еден долг граден кош, да кажеме, родителите се високи, некако веднаш ви е јасно дека тоа дете ќе оди во висина. Значи, забележуваме дека тогаш исто ребренцата знаат во некој период така да се назначат, ќе дадеме доволна количина и тоа повторно
знае да се врати Ќе во... се повлече. Да се повлече во некаква... Тоа не се случува преку ноќ, да се разбереме. Значи, кога ќе почнеме да го дадеме D-витаминот за да даде некаков резултат, значи тоа треба неколку месеци, барем 3 месеци да кажеме да имаме некаква редовна профилакса. Иако да нашите препораки веќе се одамна дека D-витаминот се дава во текот на школската година, се додека децата се во раст и развој, не само во оние први 2-3 години. Значи и понатаму додека, затоа што и начинот на живот ни е таков. Живееме во затворени простори, еве преку годината ладно е надвор, загаден е воздухот, децата не се изнесуваат, значи немаме таква експозиција на D-витамин. Летно време, мало бебе, премногу топло, значи на такво сонце никој нема и нити ние препорачуваме да се изнесе детето директно на тогаш на сонце. И во летниот период суплементација кај бебињата, што кај поголемите деца? Да, кај поголемите не, ја прекинуваме малку, ако даваат редовно да кажам во текот на годината. Во летните месеци, крајот на јуни, јули, август, септември, исто кај нас топол месец, па веќе од октомври почнуваме повторно да ја воведуваме. Докторке, дали недостатокот на витамин D и нарушувањето на количината на калциумот што треба да се внесе во организмот може да создаде проблеми и со градниот кош, како што се испакнувањата или пак неговите вдлабнувања? Или пак во овој случај проблемот е генетски? Па директно не е дека е тоа единствена причина. Тука нејасна етиологијата, која е точно причината, дали е генетски, дали е тоа некоја вродена ситуација, значи немаме некоја јасна етиологија и во некои семејства да се случува, значи ке неколку члена на пример имаме, меѓутоа не е до крај таа поврзаност докажана. Понекогаш ортопедите им советуваат на децата кои што имаат ваков проблем почесто во текот на летото да одат на море, да пливаат, да престуваат на плажа и суплементација со витамин D ќе помогне ли тоа? Да. А суплементацијата значи не е причината недостатокот за јавување, но во лекувањето поволно влијае на деформитетите заради тоа што на некој начин го зајакнува тој кафез, да кажам, из градниот кош, кој што има и заштитна улога нели за внатрешните органи. Пливањето како физичка активност е препорачана заради тоа што не само пливање, гимнастика, кај поголемите деца веслање, ако е можност, физикална терапија, целни вежби за градната мускулатура, за грбната мускулатура, рамената мускулатура, стомачната мускулатура, за да се отвори на некој начин, посебно кај вдлабнатиот граден кош, да се отвори градниот кош, значи да имаме поголем капацитет на белите дробови, на некој начин да го избуткаат се уште во рана детска возраст помекиот граден кош и да се формира поправилно. Заради тоа е препорака во текот на лекувањето да се вклучи физикална терапија, да се вклучи физичка активност, да се вклучи суплементација со D-витамин. А што е почесто? Вдлабнат или испакнат граден кош? Кога зборуваме за овој тип на деформитети? Да кажам, тука се со процентите некаде и вдлабнат и испакнат, со тоа што почесто се јавува кај машките, кај машките дечиња, отколку кај девојчињата, не дека кај девојчињата комплетно отсуствува. Значи, но 3 до 5 пати се смета дека е почест деформитетот кај машките во однос на девојчињата. Ке започнеме со она што народно се кажува, меѓу народот е познато како кокошкини гради, тоа е испакнат граден кош. Што точно е испакнато? Ребрата ли се, градната коска, како изгледа? Така, тоа е, значи изгледа токму така, баш испакнат е во предниот дел градниот кош. Значи испакната е градната коска, раскавичните споеви заедно со ребрата. Тоа може да биде некогаш е баш централно поставен како симетричен е деформитетот, некогаш е ексцентричен, повеќе назначено на едната страна, на другата може да биде или благо или да го нема. Може да биде некогаш во пониските партии, да кажам, каде што градната коска се со подолните ребра се спојува. Значи,
но пак го карактеризира, значи, испакнатоста на градната коска со припојните ребра, најчесто во централниот дел. И на која возраст обично се забележува проблемот? Проблемот, ако е многу изразен, некогаш дури и кај бебињата. Меѓутоа, тоа е навистина многу ретко, пак ќе кажам. Бебињата имаат едно заштитно масно ткиво, кое што исто го имаат, например, и на стапалата, па родителите знаат да кажат детето ќе биде достапан. Ние не стапалата им изгледаат како рамни. Да, изгледаат како рамни, ама тоа е заради тоа што го има тоа заштитно масно ткиво, кое што перзистира до кај втората или третата година. И тоа постепено, спонтано се ресорбира, некои структури се дооформуваат. Тоа се случува исто така и во делот на градниот кош, значи некогаш заради тоа заштитно масно ткиво ние не можеме веднаш да го видиме. Треба да се ресорбира така да дури после втора, трета година, кога ќе се случи тој процес, тогаш можеме и ние да го забележиме. Но односно најчесто родителите, затоа што тие се константно си го гледаат детето. Го бањат, го хранат, голко е на плажа, па ќе забележат. Кај нас нели си имаме некој календар на прегледи, меѓутоа не е тоа така често како што е. Така, родителите се први кои што ги воочуваат овие деформитети и проблеми. Претпоставувам дека веќе свесноста е голема и веднаш се јавуваат. Така, иако некој дури и благи на редовен преглед знаеме да ги откриеме и да кажеме па нешто има тука, дајте да видиме и така. А што е тоа чевларски граден кош? Чевларски граден кош, тоа е длабнат, обратно од ова испакнат граден кош. Го викаме латински pectus excavatum, како ископан, да кажам. Така, имаме некои фотографии од длабнат граден кош, може да ги погледнеме. Или pectus infundibuliforme, инкаст. Значи вдлабнат како инка кон внатре. Еве ги фотографиите што ги издвоив. Така. Значи некогаш овој проблем може да биде поизразен, некогаш да биде поблаг. Така е. Сега, може ли длабнатиот граден кош да создаде некакви здравствени проблеми, бидејќи знаеме тука се наоѓа срцето, па белите дробови се сместени во тој дел. Може ли, бидејќи ве гледаме, длабнатината некогаш е и поизразена? Дали тоа може да предизвика некакви проблеми во функцијата на овие органи што се наоѓаат во градниот кош? Може, но пак да кажам дека овој длабнат граден кош, значи од таков тежок степен е навистина редок. За среќа. Тоа што го гледаме најчесто од лесна форма и е, да кажам, нема такво значење на внатрешните органи, на срцето и на белите дробови. За да има значење, треба да биде многу вдлабнат, значи градната коска и рибата да се вовлечени и дистанцата помеѓу рбетот и градната коска да биде навистина многу намалена и тогаш може виталниот капацитет на белите дробови да биде намален и исто така работата на срцето да биде компромитирана. Па кај тие деца, значи да се јават некаква симптоми од типот тахикардии, диспнеи, чести воспаленија, почести на белите дробови, поголема подложност кон инфекти и така натаму. Меѓутоа, пак ќе кажам, тоа е исклучително ретко. Ние кога ќе се посомневаме, значи во тоа наше градирање на деформитетот, за таков потежок степен, кај децата препорачуваме да се направи спирометрија, значи еден пулмолошки преглед и спирометрија да се процени. Значи капацитетот на белите дробови го проценувате? Да се процени капацитетот на белите дробови. Какво е дишењето? Да, какво е дишењето и исто така работата на срцето, дали тоа влијае на работата на срцето или не. Значи потребен е и пулмолошки, кардиолошки преглед, кај оние како што е поизразен проблем. А доколку добро повели. Да, извинете. Иако кај тие назначени деформитети, кај сите назначени или така деформитети на мускулоскелетниот систем, ние бараме да се направи секако кардиолошки преглед и кај нефролог. Значи бубрезите, бидејќи срцето, бубрезите и коските потекнуваат од еден ист зародишен лист. И понатаму, значи, ако има некаков деформитет на коскениот систем, можно е да има некаква ситуација и во тие органи и заради понатамошно лекување, следење и се понатаму, значи ние бараме да се направат и тие прегледи. Дури кај децата кои што имаат благ деформитет, тоа треба да се спроведе? Не, значи кај овие што имаат назначен. Благиот деформитет е
пак ќе кажам повеќе естетски. Естетски проблем. Да. Психолошки проблем, И претпоставувам дека би проблем. представувало кај децата, Да. бидејќи естетиката на трупот е нарушена. Е нарушена, па сега нели излегување на плажа, машките сете голки до појас, сека и девојче да е секако се забележува, се гледа така да. А може ли да се јави болка во градниот кош доколку е повлечен навнатре или пак испакнат во процесот на растењето? Или не е тоа поврзано едно со не друго? се жалат на болка, не. Докторке, ќе ги поканим и гледачите да се вклучат во денешната емисија со нивни прашања. Доктор Маја Каличанин-Марковска, специјалист по ортопедија, гостинка во студиото на Телма. Со неа разговараме за најчестите деформитети на градниот кош. Во моментов ќе се задржиме малку повеќе на вдлабнатиот граден кош, на она што може да представува нели проблем доколку е поизразен проблемот. Така. Што е со оние деца како што има, да речеме, умерен или малку поизразен проблем? Дали советувате да се избегнуваат одредени спортски активности? Ќе пречат ли или во движењето ќе се задишуваат ли? Најчесто немаме забрана, напротив, ние сакаме децата да се занимаваат со спорт. Значи, кај тие што се со благ до умерен степен, се препорачува еден пакет на физикална терапија заедно со вежби на дишење. Вежбите на дишење од типот на длабоко земање на воздух, брзо длабоко земање, задржување и потоа бавно испуштање на воздухот. Значи, се со цел да се подобри, пак ќе кажам, капацитетот на белите дробови, но колегите од физијатрија тоа можеби уште подобро ќе го објаснат. Друго, физикална терапија во смисол да се научи правилно држање, значи правилно исправено држање, да се зајакне грабната мускулатура, да се зајакне стомачната мускулатура, да се зајакне грбната мускулатура, затоа што овие деформитети често се поврзани со кифоза и кифоти, или на почетокот тоа е само кифотичен став. Што значи кифоза? Подгрбавеност? Подгрбавеност, да. Значи, подгрбавеност вистинска на почетокот нема, но може да помине во вистинска структурна подгрбавеност ако детето е постојано во таа позиција, кој заради начинот на живот, прекомерна еве се зборува постојано, прекомерна употреба на телефони, лаптопи, неправилно седење, пишување и така натаму. Делумно некој заради да го сокријат деформитетот, да кажам, па некоја навика така на повиеност добиваат. Ако е, да кажам, деформитетот некогаш едностран и да не е толку, да кажам, изразен, но заради адаптирање на телото, на статиката, знае да дојде со текот на растот и со тек на време и до сколиоза. Значи, на почетокот е само сколиотично држање или само кифотично држање, но со текот на времето тоа прераснува и во вистинска промена. Значи, може трака подрака дода деформитетите на градниот кош со деформитетите на рбетот. Рбетниот столб и тогаш не само, значи, треба да се вклучат и вежби и физикална терапија, значи и за грбот, пак ќе кажам, за правилно држање, за јакнење на таа мускулатура, на стомачната исто, значи слаба стомачна мускулатура автоматски значи и неправилно држање, значи мора рбетниот столб и градниот кош да бидат со и од предната и од задната страна во добра кондиција тие мускули за да добро ги држат. Докторке, што говори вашето искуство? Дали оваа физикална терапија може да ги даде посекуваните резултати, односно градниот кош да се нормализира во некоја нормална состојба? Може ли вдлабнатиот граден кош, да речеме, да се елиминира со вежби и со физикална терапија? Може да се поправи, да кажам, многу благиот може. Да кажам, со упорна физикална вежбање, физичка активност. Дури ако е наследен проблемот, ако е генетски, ќе има корекција? Ако е многу блага форма, можеме да добиеме некакво подобрување, затоа што ја зајакнуваме и мускулатурата. Едноставно, тогаш уствари, како да кажам, мускулатурата е доволно јака, на некој начин го извлекува градниот кош, меѓутоа бидејќи е доволно јака и го препокрива и веќе и не се ни гледа, да кажам, визуелно. Во тоа е работата во таква ситуација. Инаку баш оној вдлабнат граден кош кој што е од назначен степен, ние и само со физикална терапија не можеме да го излекуваме. Значи, ни колку и да правиме, и во такви случаи треба да се вклучи некаква оперативна интервенција. Значи, понекогаш хирургијата е единствено решение? Понекогаш е хирургијата единствено решение.
Но споменавте, ова е исклучително Да, но тоа е ретко. навистина ретко. Има други, значи, што даваме некои помагала, ортози. Кај испакнатиот граден кош даваме како појашче со пелота, тоа значи како перниче, Добро. кое што се става на местото на така, треба се земе померка, тоа се разбира, значи се става на местото каде што е испакнувањето и со кајфчето се прицврстува како појашче и се носи одреден број на часови во текот на денот. Значи, на некој начин механички му правиме притисок и не дозволуваме да неконтролирано тој граден кош се испакнува. Кај вглабнатиот граден кош пак, значи освен ова што кажавме се со физикална терапија, има и некои ортози кои што сака нас за жал се уште не се дојдени. Едната работи на принцип на вакуум пумпа, значи како вакуум пумпа се става, се напумпува и има за цел да го извлече на некој начин градната коска и тој скавичен дел кој е сепак мобилен и во таква ситуација да се добие подобрување. Или пак работи на принцип на магнет, но тоа веќе треба да се вгради магнетот во коската, па да се става... Тоа е веќе покомплексно. Да, тоа е веќе малце покомплексно. И на крај, значи, кога кај што се баш изразени некои деформитети, во тој случај се прави оперативна интервенција. До која возраст може да се очекува корекција на овие деформитети? Корекција до прилика 14, максимум 16 години, кога веќе оној брз висински раст завршува. Ние растеме и понатаму, да кажам, и до 18, па дури и до 21 година, меѓутоа тоа не е веќе со такво темпо, како што е, да кажеме, од 11 до 14-16 години. Доколку навремено во што помала возраст се почне со корекција, може да се очекува, претпоставам, подобри резултати. Поголемо подобрување, така е. Значи, колку порано почнеме, толку и го држиме под контрола на некој начин. Или со начинот на живот, со суплементите, со физикалната терапија, со физичката активност, на некој начин го држиме под контрола и не дозволуваме тоа да прогредира. Се случува некои луѓе се жалат дека имаат, особено млади кои што вежбаат интензивно, дека имаат широки ребра, да бидат во одлична физичка кондиција, да имаат затегната мускулатура, но ребрата да се силно видливи. Дали е ова деформитет или не? Не, тоа не е деформитет, тоа е веќе конституција. Да кажам, и нема нема простор тука веќе нешто за лекување или за некаква интервенција. Тоа е. А има ли вистина дека кај трудниците може да дојде до проширување на градниот кош и тој проблем да перзистира, односно да опстојува и по породувањето? Па не сме баш нешто сретнале, може би малку, ако е плодот високо поставен и избуткува на некој начин, па во таа ситуација да едноставно се подигне и градниот кош и се подрашири, меѓутоа обично со завршување на бременоста, да кажам, после породување, тоа постепено се си доаѓа на место и така да и градниот кош, ребрениот, значи ребрата си се наместуваат, мускулатурата веќе исто така не е така проширена и тоа си доаѓа се на своје место. Ќе проговориме и за останатите развојни нарушувања на рабитниот столб, кои што споминавте дека се поврзани со деформитетите на градниот кош. Кифозата е многу чест проблем, поради тоа што се повеќе децата седат, многу малку се движат, има телефон во рака. Проблематична ли е постојано ова поза кога главата е спуштена надолу? Влија ли тоа на вратот, на испакнувањето на една коска што тука е кај вратот на рбетот? Не коска, туку еден пршлен кој што се испакнува. Тој пршлен е и онака поголем и има подолг продолжеток. И тој нормално е повидлив кај сите. Значи, и тој што е во добра кондиција и што е послаб, и што е попол, значи таква е формата на тој пршлен и не е, како да кажам, не е тоа врзано само за начинот на седење. Но тоа е деформитет или не е деформитет, доктор? Не е деформитет тоа. Но она што, да кажам, од короната навака некако почнавме да го гледаме релативно често, да е тоа веќе. Тогаш затворени, децата дома, телефон, се и друго еве што набројавме. Почна децата да се жалат на болки во вратот.
Значи, до сега ние ретко тоа било. Навистина исклучително ретко, освен во некои ситуации повреда, истегнување, воспаление на мускулот и така натаму. Меѓутоа, вака спонтано, децата малку вратот ги боли. Во суштина, значи, тоа долго седење на телефон, значи, ги оптеретува мускулите на вратот исто така, и на некој начин едните исти мускули се цело време во таа позиција, издолжени. Детето кога ќе се исправи, друга мускулатура и тие се однесуваат како заморени на некој начин и се жалат на болка. Што може да се направи? Бидејќи не може да им се одзема телефоните. Да се стават во добра позиција, значи да има потпора, да се подпре вратот на нешто. Значи и вратот и горниот дел од телото да се подпрат на нешто за да не бидат во слободна ситуација, значи каде што мора мускулатурата да го држи вратот и главата. Туку да има малку потпора да се одморат мускулите. Зашто цело време кога сме така, цело време испаравени и мускулчињата се заморуваат. Може тоа да доведе до проблеми на тие пршлени што се наоѓаат во вратниот дел на рапетот? Во таа фаза не. Во таа фаза не. Тоа треба многу години, многу работа на, да кажам, на компјутер и сето тоа, иако некако целото општество и цивилизацијата оди во тој правец, значи ќе мораме да се најдеме некои техники или да вежбаме, или со паузи да биде тоа, или некаква поддршка да си дадеме за да можеме да ја надминеме и таа ситуација, зашто сега и учењето е врзано во суштина со гледање на компјутер. Така. Имаме гледач, ќе го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Тука една загрижена мајка на машко дете кој што е со 14 годишна возраст и ние веќе имаме деформитет во лапнати гради. Значи детето покасно почна да се приметува тоа, некаде после 9-та годинка. Јас како родител го носев секаде, меѓу каде што и на детска хирургија. И еден професор од Софија, доктор Шивачев, тогаш ни рече ништо сега за сега, значи ќе дојдете да го видиме после 14 години. Во меѓувреме докторот да вежба. Значи ние вежбавме, спортуваше тој. Кога дојде 14 години, повторно е тука доктор Шивачев го виде и единствена надеж ни даде само оперативно. Значи тоа да се реши само со операција извршена во Софија. Ние малку се вознемиривме, дури и сега сум вознемирена, се извинувам, вака ми трепери гласот. Така, секако, разбирливо е. Сепак се работи за интервенција на градниот кош. Први на психолошки аспект синот одбиваше операција и се уште одбива моментално. Значи, направивме спирометрија, проверка на срце, не му смета ништо моментално. Така. Сега, дали е тоа единствена надеж и јас се извинувам затоа што се јавувам, ја слушам емисијава на телефон, да ми посочите докторката која е и каде може да дојдеме до неа. Секако. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Доктор Маја Каличанин-Марковска, специјалист по ортопедија во Аџибадем Систина, е денешна гостинка. Еве таа ќе даде коментар за вашата состојба со детето. Повелете. Добро е што направени се сите испитувања, значи спирометрија, проверка, ехо сигурно на срце, ЕКГ и се во ред. И тоа е добрата страна, значи повеќе е естетска ситуацијата и најверојатно и затоа ни родителите не брзаат со одлуката за некаква интервенција. И во одреден број на случаи тоа е токму така. Детето ако нема проблем, значи со дишење, со развој, со друга некаква ситуација, во принцип ние не инсистираме на оперативна интервенција, затоа што тоа останува дека естетски треба да се реши. Значи, детето веќе ќе дојде до прикрај на оној брз раст, еве како што веќе 14 години е да кажеме, уште некој период, се тоа ако прават ќе се одржува на таа ситуација на која што е сега. Не очекуваме сега влошување. Да, некакво прогредирање и влошување на целата ситуација. Така да пак тука е веќе одлуката на родителите и на самото дете, дали сака да добие во однос на естетска смисла нешто повеќе или не. Да кажам дека тие операции, јас колку што знам во нашава држава не се прават. Значи, сепак тоа треба да биде центар за торакална хирургија. Таму се прават тие интервенции.
И таму потоа да кажеме да има некој период и на следење. Треба да се направи компјутер, магнетна резонанца, значи се има дополнителни некои испитувања кои што предоперативно треба да се направат и на операторот тоа му е, да кажам, му служи во корис, му е во однос на самата интервенција. А дека ние пошто значи ќе ги убедуваме родителите дека треба да се оперира, а нема никакви други симптоми, здравствени, значи тогаш немаме зошто, како да кажам, секоја операција на некој начин нели си носи одреден ризик и тоа треба да си го знае и детето и родителите. А естетската хирургија нуди ли решение за овој проблем? Има ли импланти за градниот кожа да се Доскоро немаше, меѓутоа бидејќи таа естетска хирургија е сега во експанзија, така да има некакви импланти кои што веќе се ставаат, значи па дури како филери, за да се пополни едноставно тоа подкожно ткиво и естетскиот момент да се дојде на своје, да се подобри. Бидејќи тоа многу важно кај младите. Да, кај децата во пубертет секако дека е важно. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало? По програма сте, ве слушаме и го очекуваме вашето прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до дете убави госпожи. Ви благодарам. Имаме на прашање. Малку не разбрав или можеме малку подоцна се вклучи во емисијата. Зошто настанува доаѓа до ваква појава? Дали тоа нешто вродено или па нешто недостаток например на Д витамини и слично? Може да ми одговорите? Секако ви благодарам за вклучувањето. Ние ова детално го разјаснивме на почетокот на емисијата, но еве сега еден краток сублимат, докторке. Да, дека во некогаш имаме во некои семејства, значи некаква наследност, некогаш може да биде вродено заради лоша позиција, близначка бременост или повеќе плодна бременост, недоволно простор во матката, па недоволно простор да се доразвијат одредени структури. Треба мајката многу да е во хиповитаминоза Д, за да имаме и деформитет кај детето, баш кај новородено. Што на денешно време на вистина е ретко. Веќе тоа е апсолвирана материја, сметаме, и гинеколозите, акушери го знаат тоа, и педиатрите го знаат, така да се навремено се дава суплементација и во рана детска возраст и кај мајките во бременост. Значи најчесто се работи за наследен фактор. Така. И појаснивте дека сепак е потребно да се зема витамин Д, сепак поголема доза. Да, затоа што и да е детето со, како да кажам, со нормален граден кош и нормална структура, понатаму во животот, ако имаме такво брзо растање, недобра исхрана, недоволна изложеност, секако ќе води кон хиповитаминоза и на крај некакви симптоми на рахит. Так. Ќе продолжиме уште малку да се задржиме на деформитетите на градниот кош. Децата понекогаш многу брзо растат и почнуваат да се подгрбавуваат, рамената да им се испакнуваат нанапред. Дали е тоа резултат на брзиот раст или пак на отсуството на физичка активност, можеби тука генетскиот фактор е во прашање? Не толку генетскиот колку ова сега. Брзиот раст и недоволната физичка активност и неправилното држење. Некои деца, да, исто и во пубертетот сега, значи не така брзо како во првата година, меѓутоа знаат по десетина сантими, 12, 13, да пораснат во таа некоја година која ќе биде 12, 13, да кажеме, и годината пред и зад, например. И посебно високи децата кои што многу ќе се извишат, сакајќи да се поблиску до другарчињата, на некој начин во зборувањето, во однесувањето, постојано се наведнуваат и постојано некако си го држат ставот, така повиен кон напред со рамената, за да бидат во комуникацијата поблиски со другарчињата. Значи, тоа е едната ситуација. Другата ситуација е кога, значи, постојано тоа телефонот, лаптопот и се друго што е. Друго... Тешките ранци? Како тешките ранци... Додуше ги плешат сега повеќе како... Значи, би биле дури и добри ако ги носат на две рамена и тогаш убаво ги исправат и ги подсетуваат дека треба да бидат исправени. Ако го носат на едно рамо, тогаш веќе не е добро, затоа што тежината на една страна, па некако едната страна доминантна, па постојано на едната иста страна се навалуваме. И некако тука и во самото држање веќе почнува и мускулатурата и коскениот систем да се адаптира на таа ситуација. А оние ранци што се натркалци, што се навлечење? Тие се нешто подобра варијанта, да кажем, затоа што сепак тежината е на тлото и во нарачката распоредена, не е толку
не е толку на самото дете. Но ако е претежок, постојано се влечен или може да доведе до некаква болка во рамениот појас, во грбот и така натаму. Но до подгрбавување тоа не би довело? Не, баш до подгрбавување. Физичката неактивност, значи тој седечки начин на живот, тоа доведува до подгрбавеност. И брз раст, значи во тој период, во комбинација. Мора да имаме јака мускулатура, значи мора да имаме јака грбна мускулатура. Децата мора да вежбаат, не е само да одат цело време на учечки активности, значи на јазици, на пијано, на математика, на такви, да кажам, сите активности да бидат со седење, со пишување, значи мора да имаме и физичка активност. Значи тоа мора да биде нешто што ќе го отвори градниот кош. Значи тоа гимнастиката на пример е сеопфатна. Таа симетрично на некој начин работи со сите мускули. Пливањето е добро заради тоа што се отвора градниот кош, посебно грабното пливање, грбното пливање. Кажавке поголемите деца ако сакаат со веслање да се занимаваат, тоа е исто така добро за отварање на балетот, предпоставувам, ке балетот е исто добар за правилно исправено држење. Танцот го препорачуваме, таму секако мора да бидат во една добра позиција, нели исправени вратот, главата, торзото. Значи, на некој начин и детето потоа си ја присвојува таа правилна позиција. Значи, почнува убаво да оди, постојано е исправено, таа навика се менува со овие активности. Така, затоа ние толку инсистираме да има и физичка активност, и во училиште да не се прескокнуваат тие часови. Физичко. Да, децата да си го имаат тој ред во однос и култура во однос на физичката активност и сопственото здравје. А како родителите да забележат дали нивното дете има некаков проблем со рбетот? Еве, деформитетите на градниот кош се видливи, но со рбетот не секогаш може да се забележат. Така е. Прво, доаѓаат најчесто родителите заради тоа. Детето многу подгрбавено стои, лошо му е држењето на телото. Лошо му е држењето. Најчесто исто раменцето едноставно му е повисоко поставено во однос на другото, значи така некако оди искривено. Да, како искривено. И сега тука треба еден убав преглед, значи да видиме од каде доаѓа тоа, дали е тоа од рбето, дали е само навика, дали е некогаш асиметрија во долните екстремитети. Значи треба да се прегледа и измери детето да видиме од каде доаѓа таа ситуација. И сега каков преглед се прави? Ортопедски преглед. Има потреба за снимање? На почеток не, ние кој ќе го прегледаме детето, понатаму во однос на тоа кажуваме дали има потреба. Ако има сколиозата воочлива на еден обичен ортопедски преглед, може да видите да има малку поназначена сколиоза е веќе воочлива. Значи детето исто кога ќе се него викаме тој бендинг тест на наведнување напред на предклон и веднаш значи едната лопатка повисоко и тој цел хемиторакс повисоко поставен, мускулатурата да кажеме долу компензаторно па на другата страна поназначена. Така век тоа апсолутно се гледа на еден преглед. А лордозата се јавува во детска возраст? Лордозата може да се јави во детска возраст, но тоа е повеќе врзана ситуација. Значи лордоза значи испакнување. Значи обично е долниот дел од дрбетниот столб, лумбалниот, е испакнат повеќе кон напред. Сега тоа може да биде врзано и со некаква ситуација со мускулатурата и колковите на карлицата, значи и колковите. Пак тој брз раст некогаш може карлицата да ја инклинира кон напред, на некој начин да ја повлече кон напред, да ја изротира и автоматски телото се мести во компензаторна позиција, значи оди со Изфрлено е нанапред. Да. Ќе се изфрли тогаш и градниот кош нанапред? Не. Не е тоа врзано. Не е врзано едно со друго. Значи клучно за сите деформитети со рбетот и со градниот кош се вежбите. Така е. Соодветни претпоставувам за возраста. Да, така е. Редовна физичка активност и спортување. Така е, и суплементација со D-витамин. Со витамин D. Да. Доктор, ке ви благодарам многу за вашето денешно гостување и за сите појаснувања на ова интересна тема, би рекла, за кој што ретко се зборува, а сепак е проблем кој што, еве, од гледачите можевме да забележиме дека е присутен и создава големи грижи кај родителите.
Ви благодарам и вам на вниманието, ете и што малку што ја отворивте оваа тема, да на некој начин ги не толку загрижиме родителите, сепак има можности, начини на одржување и подобрување и дека не секој таков деформитет треба да оди да се решава со оперативна, значи интервенција. Значи процентот на тие деца е навистина многу Само значи доколку има проблеми со дишењето и со работата на срцето. Во тој случај би се дала. Спротивно е само естетски проблем. Така е. Ви благодарам уште едно што ги разрешивте сите дилеми поврзани со оваа тема. Ви благодарам. Почитувани, ова беше се во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Ви посакувам пријатен ден. До гледање.